Велешката болница под мониторинг на министерот за здравство Никола Тодоров. Тој денеска посети неколку оделенија, ја виде состојбата во нив и детектираше одредени проблеми. Се интересираше и за организираноста на персоналот, но и за шалтерските услуги. Очекува до крајот на работната недела дел од проблемите да бидат решени. Сепак вели дека работите во болницата мрднале од мртва точка, особено во делот на хигиената. Мој впечаток е дека има определено подобрување по стапувањето на функција на новиот менаџмент, особено во делот на хигиената и би рекол во еден дел на организацијата. Ова значи дека имаме определено придвижување напред, но исто така ова значи дека во овие 5 дена сепак ќе се обидеме сите заеднички, членовите на мојот кабинет, јас, директорот, да детектираме определени слаби точки, да видиме кој можеме да ги решиме веднаш, кој може да ги реши болницата, а за кој ќе има потреба од поддршка од министерството, без разлика дали станува збор за финансиски или не знам нормативна или од друг аспект. Ќе работиме на темите на нашите предности, слабости, можности и закани, и со една цел да ја оствариме стратегијата на Министерството за здравство да добиеме задоволен пациент. Министерот Тодоров заедно со неговиот тим 5 дена ќе ги следи состојбите во општата болница во Велес. Ова е дел од Кајзен проектот. Досега дел од проектот биле и клиниките во Битола, Штип и Тетово. Кучињата скитници и натаму се проблем во градот. Велешани секојдневно се соочуваат со нив. Голем дел ги избегнуваат, дел се плашат, а малкумина се обидуваат да им помогнат. И покрај многуте апели, надлежните во локалната самоуправа не успеваат да се справат со ова прашање. Телевизија Канал 21 денеска помеѓу граѓаните го побаравме нивниот став за кучињата скитници. Велешани сметаат дека треба да се згрижат, да се направи прифатилиште за да се стави крај на проблемот. Маќерка ми кога оди, внуката кога оди за Скопје на факултет, многу ја страв. Многу ги страв од кучиња. Многу се плачат. А маќерка ми многу ја страв. Што мислите, како би можело да се реши тоа? Што знам, тоа власта треба да го реши тоа прашање. Кај што има ова за ѓубре се вртат, кај што има капана. Треба да има некој ред, ама тешко. Не убаво изгледа за градот. Што според вас би било некој решение? Да се приберат, да се збринат. Не мора да се тепаат, нека се збринат, нешто нека се направи. Освен во градот, сличен проблем имаат и неколкуте поголеми населени места во околината. Од село Оризари често реагираат кај надлежните за кучињата скитници. И од сите населени места кога одат некај град, низ Оризари поминуваат, носат со пакети, со кучиња, ги фрлаат на влезот Оризари и излезот на Оризари. Значи Оризари е во моментот преплавено од кучиња скитници, има бесни кучиња, има кучиња кои се болесни кучиња, грото таа и мора да се реагира. Со падот на температурите и ладното време, за кучињата скитници ќе има се помалку храна по корпите за отпадоци и во контејнерите. На неколку пунктови во градот, Сдруженијето за заштита на животни обезбеди живот, остава храна и им помага во преживувањето, но тоа е краткорочното решение. На долг рок проблемот останува. 15.000 пастрамајлии и 10 тони вино се изедоа и испија на фестивалот на пита и вино. Заврши манифестацијата Велешка пастрамајлија, траеше 3 дена. Учествуваа 20 на производители на пити и вино. Посетителите во ред чекаат да стигнат до парче пита. Велат дека сите имале одличен квалитет. Убава, најубава. Дали вие подготвувате дома? Да. Имате некој посебен рецепт за подготовка? Истиот рецепт, месо, сало, тоа, традиционално. Така, секогаш постои битката помеѓу Велешката пастрамајлија и Штипската. Да. Кажете ми, што мислите, која е подобра пита? Велешката. Сме били на питијадата у Штип, сме ја пробале, али не може со Велешката. Сепак и таа е добра. Еве, ние од Пријеска почнуваме од озгора. Гледаме дека е добро организирано. Винце, питите се добри, свежи се, не се од вчера. Убава работа. Пастрамајливе, велешки, убави се не да не. Али Штипската пастрамајлија незаменлива. Добро, не се баш пастрамајлија, не ко пита нешто, ко пица нешто така. Али убаво му е, организирано. Али добро е, организирано. Дали знаете како се подготвува пастрамајлија?
Да, па тоа е традиција во Велес, како не уште од моите дедовци, татковци, така натака и си сме правеле по фурни кога имаше на којник и правевме пити, затоа запознат сум како оди таа работа. Така, дали може... Ева и пастрмалијата. Дали можете да направите споредба со велешката пастрмалија и онаа што се подготвува во Штип? Да. Мислам, јас сум бидејќи велешанец, мислам дека велешката е со подолга традиција и дека е подобра. Во докажувањето чија пита е повкусна, велешката или штипската, се вклучи и градоначалникот Горан Петров. Тврдиот и историјата запишала дека уште одамна специјалитетот се подготвувал во Велешко. Во 1869 година некој турски гарнизон престојал во Велес и она што го напишал кај своите предпоставени во Истанбул е дека местното население ги причекало со локален специјалитет кој што се состои од тесто, овчко и козјо месо и јајца. И покрај ова, производителите се уште не ја откриваат тајната за подготовка на пастрамајлијата. Велат дека таа се крие во тестото и месото. Тајната на подготовката е во квалитетот на свинското месо, препознатливата пастрма за Велес и на крајот велешкиот шмек кој е универзален во цела Македонија. Значи, за разлика од другите градови, ние имаме правата велешка пита пастрмајлија. 9-та година поред се одржа манифестацијата Велешка питијада. За прв пат се организираше наспроти гимназијата. Се грижиме за сите граѓани на Велес, не само за оние кои живеат во центарот, туку и во високите зони. Така ветивме пред изборите, а еве сега се гледа дека тоа и го остваруваме. Вака денеска Петре Саздов од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН го презентираше тоа што го направиле во изминатиот период. На лице место ја покаже улица Сараевска, која оваа власт ја поплочи со бекатон и на тој начин го олесни движењето на граѓаните и сообраќајот. Решавањето на суштински и значајни проблеми за сите граѓани без разлика на местото на живење за нас е приоритет. Велешани можат да ја видат реализација на изборните ветувања. Сега се наоѓаме на улицата Сараевска, која беше еден поголем проект за реконструкција на улиците во овој дел од градот. Со поплочувањето на нови бекатонски плочки, не само што значително се олесни сообраќајот во овој дел, туку и самата улица доби нов лик. За граѓаните кои живеат овде, ова е од огромно значење. Саздов денеска посочи десетина инфраструктурни проекти, главно во повисоките зони на Велес, кои се реализирани во последниве месеци. Ќе споменам некои од нив. Асфалтирана е улицата Љубљанска од спојот на улица Благо Ѓорев до спој со улицата Костурска. Асфалтирање на дел од улицата Лазо Осматков. Асфалтирање на улицата Васил Главинов од железничката зграда до спој со улица Киро Чучук. Асфалтирање на улицата Киро Чучук од спој со Васил Главинов до спој со Гемиџиска. Асфалтирање на улицата Тодор Јанев до спој со Лазо Трпков, асфалтирање на улицата Костурска. Се рачисти теренот од срушен потпорен зид и се изведе нов на улицата Сараевска, изведување на атмосферска канализација на улицата Лазо Осмаков и Љубљанска, реконструкција на канализационата мрежа на дел од улицата Игманска. Продолжува серијата на Борец. Младите фудбалери викендов стигнаа до 8-та победа во низа. Во 12-тото коло пред Борец капитулираше екипата на Младост од Кривогаштани. Еден гол кој во второто полувреме го постигна најдобриот стрелец на екипата Јован Гунев се покажа како доволен велешани да се вратат со 3 бодови од незгодниот гостински терен, кој овој пат беше на нивото на својата репутација. Домашните играчи играат доста груб надпревар со неколку остри стартови, зашто добија и црвен картон, што му ја олесни работата на Борец. Со новите 3 бода, Борец останува цврсто на лидерското место во третата лига Јужен регион. Дека се многу сериозни во намерата да се вратат во втората лига, покажува податокот дека велешките фудбалери досега освоија 34 од можните 36 бода. Екипата победи на 11 од 12 средби и одигра само еден нерешен резултат без ниту еден пораз. До крајот на есенската полусезона остануваат уште 3 надпревари. Во наредното коло Борец игра дома со соседот Превалец, потоа на гости во Богданци кај екипата на Вардарски, а во последното коло се игра дербито со Бабуне од Мартолци.